Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Срцевите заболувања одземаат повеќе животи кај жените отколку сите видови рак заедно. Сепак, според истражувањата, многу жени веруваат дека најголема причина за смртност е ракот, пред се ракот на дојка. Тоа не треба да изненади, бидејќи здравието на срцето кај жените долго време беше занемарено и недоволно истражено. Дали кардиолошкиот ризик кај жените се разликува од оној кај мажите? Зошто менопаузата се смета за пресвртен момент кај срцето? Можат ли симптомите на инфаркт кај жените да бидат нетипични? За здравието на срцето кај женската популација, во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог. Останете на Телма, а секако ќе имате можност и да поставите ваше прашање во програма. За здравието на срцето кај жените во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Дали е точно дека постои разлика помеѓу машкото и женското срце, односно дека женското срце е 60 грама полесно во споредба со срцето на мажите? Точно е. И тој факт високо корелира со се она што надворешно можеме да го обсервираме кај мажите и кај жените. Мажите и жените имаат дефинитивно различна морфологија која е адекватна на нивната функција, нели? Жените имаат една улога во одржување на човековиот вид за разлика од мажите, па така мажите имаат повисок body mass index, се повисоки, се под влијание на машките хормони, како што е тестостеронот, дехидроепи, останатите андрогени хормони, за разлика од жените кои што се од Венера и кои што се под влијание на естрогените, нели, хормони. Па на тој начин срцето на жените е помало од срцето на мажите, има помали крвни садови, помал волумен, исто така и големите крвни садови, како што е аортата, се помали и се она што понатаму произлегува од овие анатомски и физиолошки карактеристики кај мажите и кај жените, ги води во малку поинакви патофизиолошки правци, односно различни предиспозиции кон одредени заболувања. Дали тоа значи дека срцето на жените чука побрзо? Во просек чука побрзо и тоа што е карактеристично за жените дека тие имаат повисока така наречена ежекциона фракција, истисна фракција. Тоа значи дека срцето, кога го наблюдуваме на ехо и ја мериме неговиот капацитет или неговата сила, повеќе стиска, меѓутоа, за разлика од мажите, во текот на напор не може толку да се расшири. Значи, тоа е таа разлика, ударниот волумен кај жените е помал отколку оној кај мажите. И адекватно на тоа жените во просек имаат нешто повисока фреквенција од мажите, кога зборуваме за некои просечни мажи и жени, нели, а не и спортисти, бидејќи кај спортистите постои адаптација која влијае и на крвниот притисок, и на просечниот пулс, и на останатите параметри кои ги карактеризираат ритмот, фреквенцијата на срцето, како така наречениот heart rate variability, кој е многу важен всушност во проценка на здравието на срцето. Го споменавте естрогенот, кај жените велат дека естрогенот го штити срцето во репродуктивниот период. Но дали е тоа така и после менопаузата? Ефектите на естрогенот се такви што е тој пролиферативен хормон, значи тој создава нови клетки, клетките растат пред се на репродуктивните органи, меѓутоа и на целиот организам, и на мозокот, и на бубрезите, и на срцето, вклучително и во однос на крвните садови и срцето. Естрогенот има многу силен ефект да ги одржува крвните садови еластични. Особено преку продукција на една молекула која се нарекува азотен моноксид и која што всушност самиот ендотел на крвните садови ја произведува, а многу силно влијае на капацитетот на крвните садови да се шират и да се стегаат, што е многу важно, бидејќи флексибилноста и еластичноста на крвните садови прави, нели, во тоа спарување со работата на срцето, прави срцето дали ќе се оптеретува или нема да се оптеретува и колку брзо ќе старее. Така што естрогените се многу важна детерминанта во здравието на жената и многу е важно кога ќе настапи менархата, од еден друг аспект да речеме, доколку има па предолга експозиција на естрогени хормони, друг вид на заболувања може да се јават. Но доколку рано настапи менопауза, еве можам да кажам дека тие скрининзи што ги користиме за една ориентациона проценка кои се кардиоваскуларните ризици кај жените, многу ни е важно дали ние ќе примениме одредени испитувања како скрининг испитувања за проценка на ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања кај жените, доколку жената има на 35 години менопауза, значи веќе
таа жена изедначуваме по незините ризици со една просечна жена која влегува во менопауза на 50 години. Зошто е тоа така? Бидејќи естрогените, како што она најважниот ефект што го кажавме, еластичноста, притисоците кои што владеат во телото ги регулира, сликата комплетно се менува. И една жена која, например, треба да влезе во тој кастративен период, доколку е потребно да се одземат јајниците и матката, или пред се јајниците, незините ризици многократно растат во споредба со жена која што е незин врсник и која се уште има редовни циклуси заради загубата на естрогените. Значи се менува комплетно и липидниот профил, се менува базичниот притисок, се менува квалитетот на сонот, се менува и количината и квалитетот на мускулните влакна, кои што со друга страна учесници во одржувањето на базалниот метаболизам, а тој пак е важен за инсулинската резистенција, еластичноста на крвните садови, средниот притисок и така натаму. Значи комплетно се менува целата слика кај жените кои ќе влезат во порана менопауза. Дали ова значи дека жените до менопауза имаат помал кардиоваскуларен ризик во споредба со мажите? Да, естрогените имаат заштитна улога и кога пациентките или жените имаат се уште редовни циклуси, не сме толку ригорозни во превземање на мерки за заштита на кардиоваскуларниот систем, се уште ја држиме на поконзервативна страна. Доколку имаат покачена телесна тежина или покачен крвен притисок, маснути, а доколку пациентката ни се презентира во менопауза и има еден или повеќе, особено ако има повеќе ризик фактори, тогаш настапуваме посилно, да не кажам поагресивно со примена на терапија, бидејќи антиципираме дека ризиците се поголеми. А повлезот во менопауза во однос на кардиоваскуларниот ризик помеѓу мажите и жените, како изгледа? Се изедначува? Можеби и се зголемува? Дефинитивно се зголемува и на возрастот некаде од 60 на години, мажите над 60 години и жените над 60 години во менопауза имаат поголеми предиспозиции за кардиоваскуларни заболувања и одредени фенотипски карактеристики кои ги разликуваат од мажите, со тоа што презентацијата, типовите на заболувања кардиоваскуларни кај жените се поинакви, бидејќи кај нив фокус на заболувањето, патогенетските механизми ги таргетираат малите крвни садови. Значи во целина жените на крвните садови, коронарните артерии кај жените, кога зборуваме за срцето, се со помал калибар, меѓутоа она што е поризично кај жените, слаба точка да кажам, се малите крвни садови. И кај жените повеќе се случуваат проблеми од страна на инфламаторната состојба кај жени кои имаат покачена телесна тежина, рана менопауза, преддиабет или диабет, бубрежни заболувања, аритми и така натака. Значи, овде не се работи за механизам на заболување кој ги напаѓа големите крвни садови, коронарните артерии, туку ги напаѓа малите крвни садови и на таков начин заболувањата се презентираат не како класичен акутен инфаркт, туку повеќе како круто срце или како микроваскуларна дисфункција, која што се манифестира како инфаркт, меѓутоа не со стиснување, оклузија, запушување на големите крвни садови, туку дисфункција, нарушена функција на малите крвни садови, која исто така може да биде сериозна, бидејќи води кон загуба на миокардот и кон срцева слабост, или понатаму, и кон предиспозиција кон аритмиите представуваат основа за мозочен удар и на таков начин всушност работите се комплицираат, се повеќе и повеќе се влегува во една зачаран круг, магепсан круг состојба. Тоа значи дека кај жените одредени болести на срцето се почести во споредба со мажите? Кај мажите се поретки овие болести или не? Чести се едните и другите, меѓутоа се различни. Оние болести кои се карактеристични за мажите се класичен акутен инфаркт. Значи, артеријата постепено или нагло може да се случи и тромбоза, да настане акутна од една ниска мека плака, значи да немаме големо стеснување и таа доведува до нагло запушување на крвниот сад. И изразени симптоми. И изразени, дефинитивно. Значи силна градна болка, една типична градна болка, додека кај жените тоа не се случува на таков нагли екстремен начин, туку малите крвни садови не одговараат, неадекватно извршуваат нивната функција, доведуваат до ослабување на мускулот во таа регија каде што се случува или дифузно, значи во поголема регија. И манифестацијата е замор,
Или нешто што можеме многу често да го припишеме на некоја друга причина, нели не сме наспани, уморни сме наоѓаме во услови на некој поголем стрес и така натаму. Или се случува болка во грбот, болка во вратот, вртоглавица и нешто што е особено типично, глад за воздух и глад за воздух при напор. При напор. Значи гушење. Значи нешто што не води директно кон срцето, туку околу срцевата функција. Меѓутоа, кога имаме, нели, жена како пациент кога доаѓа во ординацијата и ни се жали на овие тегоби, значи вртоглавица, замор, нелагодност, аритмија, исто така аритмиите, тоа се всушност сигнали кои срцето ги испраќа дека функционира во некој неадекватен амбиент од самото себе. Особено кога се работи за пациенти кои имаат дебелина, инсулинска резистенција, хроничен замор, работа во смени и така натака. Значи во вакви околности кортизолот, особено нешто е покачен, и инсулинската резистенција доведуваат до нисок степен на инфламација, која е детерминанта која долгорочно води кон овие компликации. И иако може да се случи да градната болка на ЕКГ не се презентира на типичен начин со на типична СТ елевација, кога ги собираме сите слики од мозаикот, потребно да направиме дополнителни испитувања, нели, за да може да ја утврдиме дијагнозата. Значи, кај жените понекогаш е потребна и дополнителна дијагностика за да се утврди проблемот со срцето. За разлика од кај мажите. Дефинитивно, особено ако оние класични испитувања нели не ни ја објаснуваат состојбата, која очигледно дека е резултат на неадекватна срцева функција. Па пред се стрес тест нели може да се направи, лабораториски испитувања може да се направат за да се процени функцијата на срцето, да се сними срцето како работи во тек на 24 часа или да се сними притисокот, нели, во какви услови работи тоа срце, дали се работи понекогаш и за маскирана хипертензија, која можам да кажам дека најчесто е карактеристична за мажите, меѓутоа може да се случи да се појави кај жените, а тоа значи дека презентацијата во ординација не укажува дека има покачен крвен притисок, а доколку поставиме холтер, холтерот покажува дека пациентката има покачен крвен притисок и многу ни се важни тие резултати кои холтерот ќе ги прикаже во текот на ноќта. Дали во ноќниот период срцето влегува во смирената фаза на одмарање, во текот на која потребно е да се смири пулсот и потребно е притисокот да падне под одредени вредности, под 120 со 70. Значи, владеат закономерности, а како срцето треба да работи во текот на сон и од таму е сонот многу важен. Кога зборуваме за ризик факторите кои што доведуваат до проблеми со срцето кај мажите и жените, очигледно тука има разлика, бидејќи естрогенот, хормонот, женскиот хормон влијае на здравјето на срцето. Да проговориме и за сето она останато кое што би можело да доведе до некакви проблеми со срцевото здравје. Еве, например, што е со исхраната? Дали и таа е, можеби, ризик фактор, покачениот холестерол, например? Или тоа е подеднакво и кај мажите и кај жените? Тоа е класичен ризик фактор и кај мажите и кај жените. Индивидуална е предиспозицијата во однос на другите ризик фактори, доколку жената е пушач, нели, жените се поосетливи на пушењето, поосетливи се и на алкохолот, исто така како традиционални нокси, отрови, да кажам. Ефектот на холестеролот може да биде посилен кај жените. Традиционални ризик фактори кои треба нели да ги наблюдуваме, дали се присутни кај пациентката или не се лошиот холестерол, добриот холестерол, нивниот соодност. Да напоменам дека добриот холестерол кога е премногу висок може да биде дисфункционален, така што треба да обрнеме внимание нели доколку имаме некакви показатели дека треба повеќе да внимаваме, треба да направиме и дополнителни испитувања. Дали веќе има настанато оштетување на крвните садови, и малите и големите крвни садови кај жените, триглицеридите исто така, инсулинот. Нешто што во секојдневната пракса многу често го нотираме дека нашата популација е во голем дел засегната од таа така наречена инсулинска резистенција. Потоа нетрадиционални ризик фактори или нови ризик фактори. Што е со стресот или речеме психолошкиот товар што го носат жените секојдневно, дали тој влијае на здравјето на срцето? Дефинитивно, и жените се по неотпорни на стрес отколку мажите.
со самата природа и менталниот склоп на жените, стресот потешко се поднесе, особено во перименопаузалниот и менопаузалниот период, бидејќи во овој транзиција всушност, која треба да се помине и во текот на која потребно е да се избегнат сите можни причини кои може да доведат до одредени последици и резултати, да се стикне хипертензија, да се наруши долгорочно сонот, да се влезе во групата на дијабет и така натаму. И стресот треба многу сериозно да се свати, за да може правилно да се таргетира, бидејќи хроничниот стрес го нарушува и сонот. Сонот е рехабилитационен, регенеративен период за општото наше здравје и за мозокот и за срцето и за останатите органи и представува сериозен ризик фактор кој гајдлайнсите во упатствата во светските и во европските здруженија го ставаа дури на првото и второто место. Стресот како резултат на психосоцијални моменти, како резултат на нереализираност, како едно нормално еволутивно доба кое што настапува во животот, бидејќи реков дека е тоа транзиционен период кој потребно е да се помине со што помалку компликации. Што посмирено, толку подобро. Што посмирено, што полесно и да се пренасочи жената да свати дека влегува во друго доба и дека тие тегоби ќе поминат, дека ќе се стабилизира низината функција, меѓутоа она што може да го случува како низино здравје, значи фитнесот, кондицијата, сонот, повторно кажам, со здравствените навики во однос на исхраната, општо е јасно дека храната треба да биде свежа, квалитетна, непроцесирана. Можам да кажам, она правило, ако пред 100 години нашите баби една одредена храна не ја конзумирале, значи треба да размислиме дали ние треба да ја конзумираме таа храна. Зато велат само она што е на нашето поднебје е најдобро за здравјето. Кога станува збор за автоимуните болести, тие се многу почести кај жените. Дали и овие заболувања исто така представуваат одреден кардиоваскуларен ризик за жената? Автоимуните заболувања се многу почести кај жените, макар што се гледа тренд на пораст и кај мажите во последно време, меѓутоа општо правило е дека жените се многу поранливи на автоимуни заболувања, а автоимуните заболувања сами по себе предизвикуваат состојба на инфламација, односно на некаков вид на воспаление. Што значи тоа? Тоа значи дека во крвта кај овие жени постојано циркулираат инфламаторни цитокини. Значи тоа се оние фактори кои предизвикуваат воспаление и кои терапијата кај автоимуните заболувања ги таргетира и ги лекува. Најчестите и најсериозните заболувања се системскиот лупус еритематодес, ревматоидниот артрит и Сјогреновиот синдром. Значи, во вакви околности, секогаш кога ќе ни се појави жена, кога има некаква ваква диагноза, многу е важно да процениме дали се низините инфламаторни маркери под контрола или не, што е всушност работа на колегите ревматолози, меѓутоа од наша страна да бидеме поригорозни, да упатиме дека веќе настануваат некакви компликации. Во смисол на заболување на крвните садови, коронарните, бидејќи зголемена инциденцијата на миокарден инфаркт кај овие жени. Исто така зголемена е и можноста за миокардит, за воспаление на мускулот или на срцевата кеса, ексудативен перикардит, излив во срцевата кеса. Зголемена е можноста за заболување на валвулите, значи може да се случат неендокардитни, невоспалителни промени на залистоците кои може да нарушат нивната структура и да доведат до сериозна дисфункција, нарушена функција на валвулите, валвулите да не отварат или затварат. Така што автоимуните заболувања се дополнителен сериозен ризик фактор за кардиоваскуларно заболување кај жените и тие жени ги следиме со специфични, значи почести протоколи и правиме дополнителни инвестигации. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Докторке, какво влијание имаат бременоста или пак некои компликации што се јавуваат во тој животен период, да речеме преекламсија, покачен крвен притисок, шеќерна болест, гестатиски дијабетес? Бременоста е еден кардиометаболен тест за жената и некои жени не добиваат, кои имаат кардиоваскуларни проблеми, не добиваат дозвола да влезат во бременост, бидејќи се проценува дека е премногу ризично за нивното срце, не може да поднесе, а преекламсијата и екламсијата се специфични
хипертензивни и имунолошки нарушувања кои што се карактеризираат со покачен крвен притисок, едеми и протеинурија, значи и бубрезите стануваат засегнати, и оние жени кои што поминале низ ваква состојба имаат многу кратни ризици за понатамошно стекнување со срцева слабост, со хипертензија, значи може да се врати таа хипертензија и миокарден инфаркт. И оттаму потребно е ригорозна контрола на ризик факторите, значи да внимаваат на телесната тежина, да контрола на гликемијата во крвта и маснотиите, или да се движат, да имаат умерена физичка активност и адекватно да ги лекуваат сите ризик фактори, за да може да се превенира или одложи појавата на овие компликации кои што може да бидат високо поврзани со преекламсија и екламсија. Има ли вистина дека мигрените, особено ние што се проследени со аура, представуваат зголемен ризик за здравјето на срцето кај жените? Да, веќе години нанасад се поврзуваат со зголемена инциденца на кардиоваскуларни компликации, како мозечен удар, срцев удар и аритмија. Мигрените се всушност специфични неуролошки нарушувања во кортексот на мозокот и се поврзани со активноста на тригеменусниот нерв, меѓутоа постои прекумерна активација и дисбаланс во вегетативниот нервен систем, кој по оваа активација, која е неконтролирана, несакана или неволева, се случува промена во тонусот на крвните садови, кои се карактеризира со изразени спазми, а потоа со изразени спазми или грчеви, стеснувања кои доведуваат до одредени феномени, значи звучни светлосни феномени, затоа и се вели нели аура. Пациентите имаат презентација на нереални слики, светло, звуци и така натака, кои представуваат вовед во мигренозната главоболка. Меѓутоа, понатаму настапува ширење на крвните садови, која што е всушност основата за главоболката. Оние пациентки кои што имаат во својата историја мигренозни главоболки не треба да бидат подложени на хормонална контрацепција и исто така пушењето кај нив го зголемува ризикот од несакани ефекти, односно од мозечни удари и длабока венска тромбоза. Пред да продолжиме понатаму со хормонската контрацепција, ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме можност да постават прашање во денешната телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден и убав ден да имате. Ви благодарам. Имајте убав ден и вие, исто така. Голем поздрав, вака ме интересира, ако може докторката да ми објасни. Сум била на лекар, ми кажуваше дека сум имала зголемена валвула. На кардиолог беше ме пратија за васкуларен хирург, управо за каротиди беше на преглед. Од кај каротидите ме пратија, имам упут напишано на извештајот за на васкуларен хирург да се ме пратиле. Кој треба да ме прати? Дали кардиологот или матичниот лекар? А да ве прашам, што точно ви е диагнозата? Не знаете што точно, че бевте за преглед. Да немате, докторке, само уште некој прашање во однос на која возраста? На која возраста? 72 години, а како докторката што кажува, сите проблеми ги имам на градниот кош. Така. Уште некој прашање или тоа би било доволно? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Прашањето е кој треба да го направи упатот до васкуларниот хирург, кардиологот треба да го направи, меѓутоа матичниот треба да ја прати пациентката на кардиологот, па кардиологот нели врз основа на испитувањата да установи дали се потребни испитувања и кој треба да ги реши настанатата ситуација кој треба да ја реши. Добро, ќе вклучи. Доколку е проблем со валвула, да се процени дали таа треба да се оперира, да се замени. Валвула е залисток е всушност, така. Валвула е залисток. Добро, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Ве слушаме одлично, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Имам феохромоцитом на надбрежна жлезда. Значи имам тумор на надбрежна жлезда. Така? Имам палпитации на срцето и висок притисок. Со кои лекови можам да го намелам притисокот и да делувам на палпитации? Уште некој прашање, докторке? Дали се докажани дали постојат лабораториски тестови кои покажале дека феохромицитомот е активен? Дали со некои тестови е докажано дека хормонот што го излачува тумора? Метанефрин и ванилманделична киселина, дали се направени? Дали се направени тие тестови? Бев таму кај за штекер таму кај тие работи, докторката вика
Не правиме ние такви, тоа на приватно да се правиш тестове, вика, нема... Така, немате тие испитувања дополнително направени. Така, ви благодарам за вклучувањето во програмата. Феокромицитом е аденом секреторен на надбубрежната жлезда и е причина кога е секретирачки за секундарна хипертензија. Значи, не е она хипертензија Тоа значи излачува некои супстанции кои што го качуваат, самиот тумор излачува. Самиот тумор. Тоа се докажува лабораториски со тие продукти кои што се метаболити на катехоламините, кои ги излачува феокромицитомот, и силно го надразнува срцето и се манифестира или со постојана хипертензија, или со хипертензивни кризи, силни главоболки, препатување, тремор, тресење на рацето и палпитации. Доколку се докаже лабораториски дека тој е активен и доколку се докаже на магнетна резонанца, таа е златен стандард за диагностицирање на феокромицитомот, потребно да се прави план за хируршко отстранување, бидејќи со лекови оваа состојба не се, а треба да се лекува доколку се докаже, бидејќи таа постојано ќе го оптеретува срцето и е високо ризична или за многу компликации, за миокарден инфаркт, за срцева слабост од хипертензијата. Но само симптомите во тој случај би се менаџирале, а со операција, со отстранување на туморот би се решил. И всушност на тој начин доколку нема претходна хипертензија, пациентот нема да има повеќе хипертензија. Тогаш би се решил проблемот. Доколку не траела доволно долго да ги оштети, да ги окрути крвните садови, или самата возраст да доведе до предиспозиција за хипертензија. Значи потребна е прецизна и точна диагностика. Ајде да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Ви благодарам. Имам 51 година. Така? Осеќав гушење во градите, бев на лекар, носев холтер. Холтерот покажа дека имам прескоци на срцето. Потоа докторот ми кажа дека имам раслоен перикард. Колку е штетно и опасно за раслоениот перикард и со што може да се лекува? Со кои лекови? Така, ви благодарам. Дали има покачен крвен притисок? Дали имате покачен крвен притисок? Не, немам покачен крвен притисок. А дали сте во менопауза? Да, притисокот обично ми е низок. Така, колку време сте во менопауза? Менопауза веќе 5 години. Веќе 5 години. Дали има направено ехо на срце? Така, можете и ви да поставите прашање, дали имате направено ехо на срце? Дали во со ехото е се во ред? Ехо... Се е во ред на ехото? Да. Па ехото тоа покажува дека е во ред само на кога носев холтер, покажа дека имам 5400 прескоци во рок од 24 часа. Дали знаеме дали се коморни или предкоморни екстрасистолите? Дали се коморни или предкоморни? Да, коморни. Коморни. Добро, значи 5000 како... Молам, дали со што се лекува и како понатаму третманот да се одвива. Ви сакале да добиете некаков совет за понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега имате повеќето важни информации. Како проценти треба да израчунаме, значи тоа се околу 0,5%, тоа не е сигнификантна, не е значајна бројка. Коморни се екстрасистолите, требаше уште информација дали се поединечни, меѓутоа сега да не навлегуваме или премногу во холтерот. Немаат врска со најчесто немаат врска со раслојувањето на перикардот. Хронично задебелен перикард со едно раслојување без течност е релативно чест наод кој го среќаваме нели со самата возраст, поминувањето на разни инфекции го сензибилизира, тој се стабилува и доколку уредно работи срцето, прима крв, се шири и контрахира, значи го сметаме дека е споредна диагноза без значење. Екстрасистолите треба да се поврзаат со срцето од една страна, дали има уредна функција, која е големината на предкомората, дали работат валвулите како што треба. Со менопаузата нели се зголемува веројатноста и со самото старење и треба да се провери крвната слика, тироидната жлезда и електролитниот статус, бидејќи тоа не се срцеви причини кои можат да влијат на индукција појава на коморни екстрасистоли. Може би нели се надоврзува пациентката со незиното јавување, но она што на почетокот го споменавме, што би направиле кај жените кои што се веќе во менопауза, значи би направиле дополнителен лабораториски скрининг, криен шекер, стрес тест. Жена кога ќе влезе во менопауза, потребно е да се истестира за незината кардио, респираторна резерва, за да видиме дека срцето е здраво и може да одговори на напор. Нели и дека обезбедува адекватна циркулација. Сме зборували за стрес тест која е нели улогата.
И при тоа цениме како се однесуваат екстрасистолите за време на напор, дали се губат или се влошуваат и така натака, и доколку и сето ова го расчистиме уредно, доколку и предизвикуваат проблеми, зависно од притисокот можеме да се одлучиме за некаква терапија, бета-блокатор, верапамил, па дури и специфичен, најчесто специфични антиритмици не вклучуваме за толку ниска бројка, меѓутоа она што треба да расчистиме дали има проблем во позадина или се е во ред, па да охрабриме пациентката да и ги игнорира, бидејќи веројатноста честотата на екстрасистолите е поголема како старееме. Значи дополнителни испитувања, веќе ги напоменавте, кои да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Се исклучил гледачот, во ред, продолжуваме понатаму. Како влијаат хормонските контрацептивните терапии врз кардиоваскуларното здравје? И еве веќе кога се зголемува кардиоваскуларниот ризик во менопаузата, дали може би препорачливо да се земаат хормони за да се намали тој ризик? Од друга страна, таа хормонска терапија е безбедна за срцето и крвните садови? Безбедна е како хормон реплейсмент терапија или како заместител на хормонска терапија по препорака на лекар со претходно исклучување на можни ризици како карцином на дојка, историја за карцином на дојка кај жената, незина историја за венски тромбоемболизам, значи прво треба добро да се скринира пациентката дали е адекватна за употреба на таа хормон реплейсмент терапија. Кај нас не е толку востановена таа школа да се користи, се користат одредени препарати кои што имаат фитоестрогенски ефекти, меѓутоа тоа не можеме да го сметаме дека е хормон реплейсмент терапија, бидејќи всушност не одиме со одредена доза препорачена на хормони. Многу важно е да се започне до 10 години од влегувањето во менопауза, доколку решиме да да надополнуваме хормони. Над 10 години може да има контрапродуктивен ефект, естрогените може да имаат штетен ефект врз срцето и да го зголемат ризикот за миокарден инфаркт. Значи, доколку не се поминати 10 години од влезот во менопауза, може да се размислува да се воведе таа терапија доколку имаме силна основа. Или доколку сакаме да решиме некаков тие силни интензивни валонзи кои прават проблеми или вегетативни силни растројства, силни нарушувања на сонот, неконтролирана хипертензија и така натака. Жените се плашат од можна тромбоза и слично? Да, тоа е реален ризик и треба да се исклучат. Дебелината, например, е силен ризик за тромбоза. Фамилиарна анамнеза е ризик за тромбоза. Проширени надворешни вени се ризик за тромбоза. Значи, како стариеме, веројатноста за тромбоза, за жал, се зголемува. Пред се, мускулатурата на нозете ни слабее. Па подолги патувања на возраст од 35 и од 55 или 65 години се различни ризик фактори за стекнување на тромбоза. Зошто? Затоа што мускулната маса во подколениците се намалува, а таа е најважната пумпа која е потребно да ја враќа крвта кон централниот венски систем и се случува на основното правило за длабока венска тромбоза, застој во крвната во циркулацијата. Докторке, дали болестите на срцето се лекуваат исто кај мажите и кај жените? Дали мажите и жените различно реагираат на терапиите? Очекувано различни се во патофизиологијата и терапијата исто така следствени на тоа и на нивната физиологија е различна. Жените имаат послабо одговараат на класичните АЦ инхибитори, оние лекови кои ги даваме за хипертензија. Посилно реагираат на бета-блокаторите. Жените имаат повеќе предиспозиции за аритмија. Што е интересно, жените спортисти, например, имаат помалку предиспозиции за аритмија кај професионалните или оние кои се бават со интензивен спорт. Така што дефинитивно кога пристапуваме на пациент маж и пациент жена, треба да го земеме во обзир женскиот фенотип и да размислуваме за можни да не кажам проблеми, меѓутоа за можни варијанти во однос на лекувањето. Кога треба да се започне со редовни кардиолошки прегледи кај жените? 40-та година е она што е како граница кога треба да започнеме со редовни кардиолошки прегледи кај мажите, или се тие скрининг тестови и да трагаме дали постојат евентуални изразени ризик фактори. Додека кај жените со настапувањето на менопаузата, а по индивидуална проценка доколку има силни ризик фактори, семејна анамнеза, или доколку има одредени тегоби или придружни заболувања, кои што веќе ги напоменавме, како автоимуни заболувања, како проблеми во текот на бременоста, тогаш треба да се направи индивидуална проценка и порано да се започне.
затоа што целта всушност на прегледот е не да ги открие само ризик факторите, туку и евентуални последици кои што настанале од одредени состојби кои не мора да бидат нужно кардиолошки. Така што една жена, например, ако ни даде податок дека имала мултипни абортуси во својата историја, треба да помислиме на тромбофилија. Тромбофилијата е наследно заболување кое што се карактеризира со зголемена тромбогеност на крвта и може да се манифестира со спонтани абортуси. Во такви услови, доколку имаме таква некаква состојба, жената не се жали на промени во притисокот, има покачени масноти, можеме веќе да трагаме по нарушувања во функцијата на малите и големите крвни садови. Па потребно да направиме албуминурија, или ако е жената, например, со обезна или има поголема телесна тежина. Значи, секогаш ги комбинираме ризик факторите и ја гледаме актуелната состојба. Апропо тоа, наставуваме со одредени скрининг методи. Дали срцето на жената е помалку издржливо на срцев удар? Индивидуално. Зависи во споредба со мажите. Да, во споредба со мажите, да. Таа паралела ја влечеме во оваа емисија. Не можам да извлечам некаква статистика, меѓутоа индивидуално е постојат и жени кои се случиле чудни, значи непознати, е една пациентка сега со прашање во ми текнува на неа, нема позната причина за сега е во сосема добра кондиција, релативно млада, перименопаузална, менопаузална состојба. Се зависи нели и од големината на срцевиот удар и од претходната состојба на срцето. Срце кое ќе настане нагли срцев настан со оклузија на голем крвен сад, особено кај мажи има големи предиспозиции за срцева слабост и за несакан фатален исход. И сега велат дека срцевите заболувања кај жените поретко се дијагностицираат, односно се дијагностицираат подоцна во споредба со мажите. Зошто е тоа така? Затоа што одиме по инерција, по она сваќање, перцепција дека жените се заштитени во однос на мажите поради тие естрогени и дека кај нив проблемите, тегубите што се јавуваат се најчесто психосоматски. Меѓутоа, за среќа, оваа перцепција нели се менува, бидејќи трагаме, навлегуваме многу повеќе во патогенетските механизми, имаме доста тестови на располагање кои што ни помагаат во секојдневната работа и можеме навремено да ги откриеме проблемите и кај жените. Кај жените исто така често пати се случува многу почесто како куриозитет, еве дисекција на крвни садови, особено во период кој ќе прсне. Прскаат, внатрешноста на крвниот сад се спонтано се отцепува. Може да и може да води кон миокарден инфаркт. Значи оваа состојба жени кои имале повеќе кратни инвитро стимулации, значи изложени на високи ефекти на естрогени, можеме да ги сметаме како ризична група и кај жените почесто се случува емболизам. Значи, емболуси, немаме повреда на крвниот сад, туку се свараат емболуси кои рендом, значи сосема случајно може да навлезат или во мозочните или во крвните садови на срцето. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Вака, едно прашање. Јас сум во менопауза, 5 години. Така? Правена сум коренографија 2 пати во рок од 1 месец. Пиев блоксан, ама сега последните 2 години се осеќам доста добро, да кажам. Дали може да го прекинам блоксанот и кога е, како да кажам, дали треба повторно стрес тест да се прави, пошто стрес тестот ми излезе позитивен, а коренографијата ми дојде добра, немам стендови, немам ништо. И ми пијам блоксан и дали до кога треба да го пијам блоксанот? На која возраста? 50 години. 50 години, добро. Зошто е направена коронарографија? Зошто е направена коронарографија? Заради позитивен стрес тест. Така, а зошто е направен стрес тест? Па имав некои тахикардии и отидов на клиника, ме пратија да правам испитувања, ми се установи дека имам Хашимото, дали беше заради Хашимотото, ми правија стрес тест. Излезе коренографијата едната неуспешна, па уште една коренографија правев за 1 месец и од тогаш навака пијам блоксан. Отидов на контрола, па добро е, па продолжи го блоксанот, а до кога да го пијам, стварно не знам. Колку е просечниот пулс? Колку ви е просечниот пулс? 78-82 така. Така. Да немате уште Ехо последно кога е направено? Кога ви е направено последното ехо? Ехо правев па пред неполни, немам 2 месеци. И се беше во ред?
Да, ехото ми беше добро и пред да правам коренографијата правев ехо и беше ехото добро, зашто ја правев коренографијата, стварно не знам. Мислам, не е тоа едноставна процедура, два пати за да минувате низ тоа. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би можеле да дадете како Треба насок? да се мери редовно притисокот и пулсот, доколку има нус ефекти од бета-блокаторите, како ладни раце, претерана брадикардија, главоболки, едноставно нетолеранција на напор. Треба да се размислува или за промена или за постепено намалување на бета-блокаторот, за да може да се ослободи од него. Меѓутоа, се уште и под блокаторот има пулс околу 70 и нешто. Добро треба да се ститрира Хашимотото, да се види за други придружни ризик фактори, притисокот нели дали е регулиран, низок, оптимален или висок, и сакам уште да напоменам дека е многу интересна презентацијата на гледачката, бидејќи има лажно позитивен коронарен стрес тест, што е карактеристично за жените. Значи, кај жените е многу по често стрес тестот да биде лажно позитивен, и всушност стрес тестот ни е една ориентациона алатка која треба да ја протолкуваме зависно од пациентот. Оние пациенти кои имаат хипертрофија, спортисти, имаат некакви валвуларни проблеми, може да се презентираат со стрес тест, кој што е позитивен, или ЕКГ-то таму се минува во однос на ненормалниот стрес тест, меѓутоа не значи секогаш по автоматизам стрес тест ако е позитивен дека обврзно има проблем со циркулацијата во крвните садови. Зошто ни е тоа многу важно? Дали пациентката додека го правела, гледачката го правела стрес тестот имала тегови? Тоа ни е еден важен момент и може да се надоврзи стрес тестот со стрес ехокардиографија или со стрес тест на компјутер или стрес тест на магнетна резонанца, да се види однесувањето на миокардот со овие дополнителни две методи. Зошто го зборувам ова? За да во иднина, нели, коронарографијата веќе кај неа, стрес тестот веќе кај неа не е метода на избор. Меѓутоа не е добро често пати да се прави коронарографија, бидејќи е инвазивна метода која што влегува нели во крвните садови, така што стрес тестот нели кај жени е лажно позитивен, меѓутоа не треба да не води во правец дека има некаков кардиолошки коронарен проблем. Бета-блокаторот може да се размисли дали е потребно да се продолжи или да се замени со некаков поблаг бета-блокатор, блоксанот. Доктор, немаме уште многу време, значи сосема на крај еден заклучок, физичката активност дали ќе помогне во зачувувањето на нашето здравје на срцето? Најмногу. Дека некако цел време се фокусираме на исхрана, ниво на холестерол, сето тоа е многу важно, но физичката активност се запоставува. Исто колку и исхраната, физичката активност е неверојатно важна и се што повеќе и порано почнеме да ја применуваме, тоа ќе има посилен ефект и ќе одложи потребата од терапија, од интервенции, од лекови, ќе обезбеди дефинитивно квалитетен живот. Мускулатурата, спомнав предходно, саркопенија и остеопороза кои се јавуваат во менопаузата, треба да се предухитрат со изразена физичка умерена, кон изразена физичка активност, значи не само вежби со тежина, вежби со употреба на сила, за да на таа сила мускулот одговори адекватно со хипертрофија и со сочувување на мускулната маса, бидејќи таа е основа на целокупното и на невролошкото, не само на кардиоваскуларното здравје, дефинитивно кардиоваскуларното здравје. За се спречи дури и деменција велат вежби со тегови. Бидејќи постои спрега која што е постојано активирана помеѓу мозокот и мускулите. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ви благодарам за поканата. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.